визуелно-просторна уметност која што дава екстензија во третата димензија. Дали таа трета димензија отвора нов свет на можности за експресија е едно од прашањата што денеска го дискутирам со македонскиот скулптор Синиша Новески. Покрај тоа, со Синиша разговараме и за тоа дали скулптурата секогаш има знак на идентитет и еквивалентност со авторот, односно дали целосно авторот успева да ја даде онтологијата и значењето на скулптурата, или сепак и критиката и публиката имаат многу важна улога во одредување на важноста и значењето на скулптурата, а секако говориме и за пораките, символите и алегоријата која што во фигуративната уметност, односно во фигуративната скулптура на Синиша Новески е презентирана во неговата самостојна изложба која што во моментот е изложена во културно-информативниот центар во Скопје и е насловена како Фамилија. Ви одговараме и зошто Синиша ја насловува својата самостојна изложба во Скопје токму Фамилија и какви се скулптури тој ни презентира преку неговата изложба. Останете со нас и проследете го мојот денешен разговор со Синиша Новески. Синиша, уште еднаш да повторам, чест и задоволство ми е што денеска го водам овој разговор со тебе за емисијата Мој збор. Вчера се случи твојата самостојна изложба после долго време во Скопје, во културно-информативниот центар, изложба на скулптури која што се именуваше, односно ти ја именуваше како Фамилија. Интересен настан, интересен назив. Скопската публика, македонската публика ти одаде големо признание за твојата работа. Јас милувам да те најавам како најпознатиот скулптор од Македонија, меѓутоа од еден поширок ранг, затоа што ти изложуваш и многу повеќе некако твориш во последното време надвор од Македонија. Оно што сакам да те прашам, како увертирно прашање, да се вратиме на твоите почетоци, на твојата идеја и амбиција да се занимаваш со токму овој тип на уметност, односно овој тип на визуелна, на ликовна уметност, скулптурата, зошто таа беше твојот избор. Од секогаш сум сакала скулптурите да ги представам како една дополнителна можност што ја нема фотографијата, што ја нема сликата, таа трета димензија што му дава на гледачот некако можност да дзирне во длабочината на формите и на ликовите и на фигурите и да ги види можеби и нештата од нивната опачина. Дали таа трета димензија ти даде на тебе идеја и можност за својата уметничка експресија да ја насочиш токму таму? Точно. Самата таа димензија на тридимензионалност, мислам дека на самиот уметник му дава поголема слобода на творење, ќе ви кажам и зошто. Јас се сеќавам уште како дете, сите ние во себе носиме некои предиспозиции што ќе бидеме во животот. Јас уште како дете почнав да си играм, не знам, со разни дрвени коцки, со отпадоци на секакви материјали, да се кашкам со глината. Еден вид почнав да се играм со уметноста, меѓутоа од таа игра денеска стана таа игра и моја професија. И кога се играте, тогаш се чувствувате и исполнето, и сигурно, и радосно, си создавате некој собствен свет, али тридимензионален свет. Разбрав дека кога се работи скулптура и кога се работи слика или цртеж, тога сте ограничени во дводимензионалноста, а кога градите скулптура, градите цел свет и околу себе и заради другите. И таа нова димензија на градење на свет во просторот, кога се спротивставуваат и со просторот, меѓутоа и против времето, добивате производ скулптура. Значи, самата скулптура за мене беше предизвик и да се играм со просторот, меѓутоа и со времето, всушност да му пркоса на времето на тој начин што ако направам некоја скулптура би го победили самото време. Затоа што знаете, самата скулптура која е изградена во трета димензија или по некој траен материјал, зборам дрво, бронза или мермер, останува секогаш во времето како бесмртно дело. И тоа беше една од моите и почетни идеи и како ученик и како дете да се спротивставам, како би нарекол, на најголемиот непријател на човекот, тоа е времето, и да го победам со мојата скулптура и моја уметност.
Синиша, оно што може да се забележи од изложените скулптури што ќе ги прикажаме и во продолжение на нашиот разговор е дека станува збор повеќе за групни прикази, односно групни ликови и самата изложба е именувана како фамилија, семејство. Таа има за цел да ги прикаже твоите разбирања, твоите позиции во однос на семејството, на семејните вредности. Ме интересира како ти гледаш на семејството, кои вредности сакаш да ги прикажеш преку твоето целокупно творештво, па еве и на оваа изложба, и сметаш ли дека семејството е се уште, или барем треба да биде, она поидовна точка за секој од нас, што го гради нашиот личностен идентитет и самоспознание во границите на нашето битие? Самата тематика на изложбата фамилија, освен што носи своја ликовна тежина како тридимензионалност, носи своја социјална, носи своја една општествена порака. Јас почнав еден циклус на парови, кога бев инспириран од новиот пар, тоест мојата сопруга. Имам голема серија на скулптури парови. Меѓутоа, со доаѓањето на черка Милена се појави идејата за правење и на нов циклус на скулптури фамилија. Самиот нов циклус на фамилија кај мене предизвика еден предизвик, меѓутоа една авантура како би ја решил таа една социјална категорија во општеството фамилијата во тридимензионална форма. Иначе, за информација, еден од најголемите скулптори во историјата на уметноста, како што се би го спомнал тука Микеланџело, кој работи Пиетата, Богородица, покасно роден исто работи тематика мајка, Иван Мештовиќ, па Хенри Мур, едни од доминантните теми се фамилијата и мајката. Така да и јас како по природа интимист и романтичар и носталгичар и вреднувач на општествените вредности во општеството се одлучив за таа тематика на фамилија. Меѓутоа, што беше специфично, кога ја градев скулптурата на фамилија, пробав да направам некој специфичен однос, да не биде тој некој стилски, уметнички манир, каде јас би се повторувал и со материјал, и со третман спрема скулптурата, и свое размислување. Пробав да експериментирам и да ја градам скулптурата во најразлични материјали. Прво почнав и ја дефинирав како најкласично со глина, со гипс, со идеални некои пропорции или композиција, меѓутоа почувствував дека тоа малку ме ограничува затоа што самиот пристап кон таква тема не ми внесува интимност. И заради тоа почнав да експериментирам со други материјали во скулптурата, почнав да ја правам фамилијата во стиропор, па после стиропорот се топеше во бронза и на тој начин добив некоја интересна текстура и посебен драж кај самите скулптури. Меѓутоа ми пречеше малку строгоста во решавањето на таа скулптура, па затоа почнав да правам некои скулптури од некоја глина, каде што таа глина не може да ја моделирам, почнуваше самата да се деформира и ме тераше јас да ја моделирам скулптурата, меѓутоа и таа да ме моделират самата скулптура. Затоа што кога работите таа тематика на фамилија, можете да ги пренесете своите впечатоци за фамилијата, меѓутоа и додека моделирате и градите скулптура, размислувате што е фамилијата, зошто е значајна мајката во фамилијата, зошто е значајно детето, која е вашата улога во фамилијата. И на тој начин, освен што градев скулптура фамилија, направив и неколку скулптури пандан на фамилијата, татко или пандан мајка. Така да имам две скулптури што се насловени како татко, а тоа е крилата тежат, каде што ја направив еден автопортрет или автофигура, кога си ставив некои крила, меѓутоа многу тешки геометриски решени во периодот на короната, кога сакаш да помогнеш за семејството, да најдеш некој решение, али не си мојчен да полеташ и да ги решиш работите, и си цело време статич. Сакаш да полеташ, да помогнеш, меѓутоа си врзан, а еден вид представува и еден крст, еден вид на нов почеток, на ново размислување, жртва и така натаму. Како пандан на таа строго решавање на скулптурата на татко, направив уште една скулптура Липсен, сосема поразлична во стилот и во решавањето на скулптурата. Самиот татко го решив во глина, меѓутоа глината и самата скулптура како се деформира или се топи, значи преморен од проблемите, зборам тогаш глобално со короната, кризата. Секој татко си носи своји тежини како обврска спрема семејството, спрема детето, према самиот себе,
одлуки во животот и се почувствува во еден момент кога сум стопен. Така ја представив и својата скулптура како липсан или пак како стопен татко. Така да самиот пристап, самото градење на скулптурата фамилија ми овозможи да најразлично пристапам спрема секоја скулптура. Затоа што постои некој непишано правило кога градите некоја или правите тематска изложба фамилија и сега мора да имате вие свој изграден стил, свој манир, кога би биле претпознатливи во секоја скулптура. Јас сакав да излезам од тој шаблон, да немам свој манир, туку да направам некој стил, каде што ќе направам околу 20 скулптури на тема фамилија. Авторот е Синиша, меѓутоа во сите тие 20 скулптури гледате различен Синиша. Тоа значи дека јас на секоја скулптура најразлично и пристапив и емоционално, и духовно, и естетски, и ликовно. Оно што сакам да те прашам, а и ми даде добар повод да ти го поставам следното прашање, е кога кажа дека скулптурата како просторна форма на изразување, односно еден тип на просторна уметност, пркоси на времето, односно е антивременска уметност, затоа што остава трага во бесконечноста. Меѓутоа, јас ќе забележам дека и твојот рецензент и се поклопуваат нели нашите мислења. Владимир Величковски забележува дека ти го спојуваш, правиш на некој начин фузија помеѓу традиционалното разбирање на семејството и модернизмот како стилска карактеристика на твојот уметнички израз. Она што е многу интересно е што го представуваш семејството во она класична традиционална форма. Сведоци сме и ти пишуваш самиот во каталогот во твојата рецензија обраќање до публиката дека семејството навистина претрпува големи промени, пред големи предизвици и ризици, има една голема транзиција на семејството, се почесто имаме семејства со по еден член, вонбрачни заедници, самохрани родители и така натаму. Сега, твоето разбирање на семејството како традиционално ни својата класична форма го претопуваш во еден модернистички манир на уметничкото прикажување. Колку е тешко да се спои таа временска линија помеѓу традиционалното, нешто што се врзува со историјата, со архетипалното и ова модерното што се врзува со современијата. Да, вие направивте многу добра паралела со тоа. Во самото стилско ликовно изразување кога ги анализирате скулптурите, имам некоја паралела и интересен континуитет. Почнувам можеби од античката скулптура, тука зборувам значи за Стар Египет, Месопотамија, античка Грција, меѓутоа стигнувам до некои модерни движења како што се експресионизмот, кубизмот, надреализмот. Последно имав и некои обиди со трансформации во ленд-арт стилот, така да сакав баш да направам тој континуитет или таа нишка каде фамилијата како мотив би ја поврзал со најразлични стилови во историјата на уметност. И искрено тоа многу ми пријаше затоа што не се врзував за еден стил. Кога се врзувате во еден стил, тогаш постои опасност да влезете во тој некој уметнички манир кој е многу близок до занаетот. И сега кога станува збор помеѓу разлика занает и уметност, занаето доминира техниката, увежбаноста, повторувањето, мала издодевност. И на тој начин јас сакав да бидам прво за себе, да не бидам здодевен, а второ и за публиката, и затоа на тој начин сакав да метнам повеќе стилови во градењето на самата скулптура. Исто така спомна дека имаш редок примерок на поединечни фигури, кои што ќе ги прикажеме исто така. Обично скулптурите се групни, има повеќе фигури, затоа што асоцираат нели на семејство, на една заедница, на една група, меѓутоа неколку поединечни кои што символизираат женски принцип или символизираат машки принцип. Ме интересира сега како машкиот принцип, а како женскиот принцип го експресираш, односно прикажуваш преку својата уметност. И дали за твоето творештво може да се каже дека важи оној митолошки приказ можеби на жената, нејзиниот еквивалент семантички со мајка. Дали женскиот принцип секогаш го прикажуваш преку мајчинството, особено во оваа тематска изложба? Да, многу интересно. Кога гледате во историјата на уметноста, сите скоро скулптори и сликари имаат мајка со дете, ретко кој има татко со дете. Јас баш во оваа изложба метнав една скулптура татко со дете, каде што на еден начин ги ставив на исто ниво значењето и на мајката и на таткото.
Меѓутоа, кога градите скулптура ликовно, морате да дадете атрибути на женска фигура и на машка фигура. Најчесто женската фигура овде исповетив и со мајка, и со жена, и со сопруга, меѓутоа и дадов еден нов атрибут, а тоа е нашата права мајка, тоа е Македонија каде што сме сите родени. Нели имаме ние своја мајка, меѓутоа таа мајка е родила некоја друга мајка, а све потекнуваат од нашата исконска или мајка Македонија. Така да имав неколку представи на скулптури кои беа типично насловени како мајка Македонија, мајка Македонија воскресие, каде што направив еден интересен спој во стилот на кубизмот, каде што женската фигура е представив како ангел кој стои на своето огниште, на својата земја Македонија, меѓутоа има крила и воскреснува. Воскресението ми беше едно представување кога Македонија во овие тешки времиња можеме да признаеме дека е во многу тежок период Македонија, зборам и значи за културен план и секаков план. Сакав Македонија некако да е воскреснам и да дојдат нови времења на Македонија. И јас како автор и како уметник почнувам од својата бранша, би сакал да направам едно воскресение на Македонија во областа на културата, на уметноста. Што би значило тоа? Тоа би значило поголема афирмираност на уметниците во Македонија, повеќе културни настани, повеќе изложби. Така да тоа е воскресение на Македонија, го гледам све преку активностите кои би се случувале на Македонија и самата активност, самото вложување на нас македонците во Македонија би дошло до воскресение или нова природба на Македонија која посакувам во секое време. Оно што исто така е интересно и што јас на прво око го забележав и на прва гледка што ја фрлив на изложбата вчера е дека лицата на самите скулптури не се јасно дефинирани во смисла дека ги нема сите елементи, не се изразени деталите и тоа некако ме упати мене на заклучок дека не работиш со реалистично, конкретно прикажување на ликовите, на фигурите, туку повеќе се врзуваш кон еден општ приказ на урнекот. Ние точно знаеме ти што сакаш да ни пренесеш преку патините, преку фигурата, структурата на скулптурата, преку контурите кои што ги даваш, меѓутоа тоа е еден општ елемент, еден, како да кажам, иконичен елемент во твојот приказ. Дали тоа води потекло можеби од твоите филозофски убедувања и можеби се согласуваш со Платон во тоа дека воопштото се крие многу повеќе вистина отколку во поединечниот приказ. Самата градба на скулптурата кај самиот автор некогаш ве води да направите некоја стилизација. Што би значило стилизација? Поедноставување на фигурата. Кога правите поедноставување во својата творба, тоаш доаѓате до некој одреден стил. И сега јас не сакам да дадам некои карактерни белези и премногу информации на ликовите, најмногу се сконцентрирам на композицијата и на целото, значи на фигурата. А воедно и самата стилизација, покриеност на лицето, представува некој универзален символ на хуманизам, на лик или можеби маска, или подсвест, или психологија на човекот воопшто во денешното живење. Кога човекот визуелно можеме да го откриеме, меѓутоа тешко денеска се доаѓа до натрешноста на човекот. И ние како наблюдувачи, меѓутоа и самите луѓе, ние секогаш правиме одредена стаклена завеса пред другите или самите себе си. Така да тој епител на кожата, што би се рекол во скулптурата, е всушност една универзална порака за хуманизмот и враќање на тие хуманитарни и хуманистички вредности во животот. Спомна во твојот одговор, ќе те цитирам, а можеби и парафразирам, дека секој од нас има некоја подсвест и сакаме на поинаков начин површински да ја прикажеме, а во сушност тоа е дел од една голема слика и голема суштина што се врзува со човештвото и човечкото екзистирачко битие посекако. Дали можеби се согласуваш со Јунг со однос на тоа дека зборуваме сега за фамилија, зборуваме за семејство, дека семејството е појдовната и примордијалната точка на архетипалното несвесно, односно дали семејството е патоказот и архетипот кој што не обликува сите нас. Дали секој од нас го носи семејството во себе во текот на целиот свој живот? Тоа е интересна паралела кога правиме дефиниција на семејството. Тоа е композиција исто како во скулптурата од неколку членови. Самиот однос помеѓу членовите на семејството се моделира и самото семејство.
какво семејство ќе изградите помеѓу себе, понатаму тој континуитет продолжува во друга заедница, во општеството, во училиштето, во факултетот, не знам, во секојдневниот живот. Всушност, да, семејството е основната клетка од каде што потекнуваат сите подоцна вредности во општеството и во живењето. И заради тоа јас пробав да моделирам некој свет во семејството каде што секоја скулптура би функционирала сама за себе. Имам баш една скулптура Сонце и месечина, каде што знаеме дека Сонцето и месечината се контрастни, меѓутоа и во исто време и комплементарни. Ме разбирате, таков спој направив помеѓу жената и мажот. Тука е жената представена како месечина која спие, а Сонцето е маж кој се буди, меѓутоа во исто време ја грее таа љубовна врска помеѓу себе, ме разбирате. Така да, убаво е кога и во семејството како социјална категорија, меѓутоа и во семејството како ликовна категорија, постои таа комплементарност, таа биолошка или природна спротивност, меѓутоа све функционира и зависно едно од друго. Секој уметник, барем така велат, верувам дека и ти има своја некоја развојна патина и твоето творештво може да се подели на етапи, кога нели од објективистичка призма некој друго критикува, го цени, го рецензира и така натаму. Меѓутоа, колку од твоето дело и твоето творештво говори за оној Синиша како универзално онтичко постоење, односно се врзува за универзалните твои идеи, принципи, етички ставови и така натаму, а колку се врзува само со моментот на технички раст и развој и можеби твојата стручно усовршување во уметничкото творештво. Самата уметност или самата скулптура е многу индивидуална, затоа што всушност уметноста е еден вид одраз и на самиот уметник, значи на неговото размислување, неговата духовна состојба, неговиот однос према другите. И многу е важно некогаш и свесно или подсвесно самиот автор внесува некои атрибути, некои патокази, некои символи во скулптурата кои се одраз на неговото постоење и битие, меѓутоа и одраз на неговото визионерство. Самата уметност е еден вид, освен што е ликовно прикажување, мора да има и некоја естетика и етика. Што би значило тоа? Естетика да биде добра за публиката и етика да пренесе одредена порака. Значи, дали таа порака би била на љубов, дали била таа на соживот, на пожртвуваност, на реално живење. Така да, кога посебно јас и нормално и другите колеги, кога градиме некоја скулптура, се внесуваме и емоционално, и духовно, и психолошки, и ликовно, и естетски, и морално. Така да мора сите тие вредности кои ги носите во себе како уметник, да направите некоја дисталација за на крај, преку таа дисталација да испадне производ уметничкото дело. Ако си на тој став, ние сме сега дефинитивно на еден крстопат на уметноста, да отидеме во ништо, односно уметноста веќе не е уметничка, не постои уметност, или да се вратиме кон класичните антички форми кои што се врзуваат со универзалното творештво во уметноста. Знаете дека цела историја на уметност во музиката конкретно се гради на основен принцип, на ноти и изведба. Истото е и во поезијата, пишување и читање и презентирање. Јас се држам до тој систем и тој принцип на мојата бранша, на мојата струка на скулптурата, да преку скулптурата јас моите чувства и емоции ги пренесам на тој традиционален начин за да изградам скулптура. Значи изборам моделирање во глина, лиење во гипс, правење во бронза и некои други материјали. И на тој начин да содржам тоа исконското во скулптурата. Меѓутоа, самата уметност дозволува одредени креативна слобода. Значи, некогаш можеме да работиме традиционално, некогаш можеме да се опуштиме да работиме таа авангарда. Меѓутоа, сепак да се држиме до тие некои, не ги би рекол канони, меѓутоа основи и бази за градење на одредена уметност. А базата и основата јас ја гледам во скулптурата баш во таа насока.
Делимично ми даде одговор на следното прашање и последното што сакам да ти го поставам. На вратата од Платоновата академија пишувало нека не влегува никој кој што не знае геометрија. Дали тоа важи можеби и за твојата дејност? Дали треба да се занимава со твојата дејност некој кој што не знае геометрија? Во смисла сакам да те прашам дали твојот пристап кон уметноста, кон формите е објективистички? Сметаш дека има некоја пропорција, симетрија која што треба да се следи за нешто да се нарече убаво, приемчиво, допадливо и така натаму, или повеќе можеби се држиш кон субјективистичките параметри и се трудиш да наметнеш некоја своја лична приказна и личен печат на своето твореште? Добре таа изреката што кажавте за геометризам. Дали знаете дека самата геометрија не е производ на природата? Никаде не можете во природата да најдете идеална коцка, идеална пирамида. Тоа е производ на човекот. Значи, и тоа е разликата помеѓу уметноста и природата, кога градите свој свет. Баш геометријата е добар пример како човековата креативност може да направи нов свет. И тоа е добро, затоа што уметникот гради свој свет не е репродукција на веќе виденото во природата. И го почитувам секој колега, секој автор кој на свој начин, своje мислење ја доживува уметноста, конкретно и во скулптурата, и почитувам кога има разноликост во размислувањето и во изразувањето. Така да ние на секој начин сме поврзани со некој стил, со некој движење, со некој автор. Меѓутоа, од можеби 20 или 30 скулптури кои се блиски до одредено движење или стил некој автор, можеби ќе испадне една или две скулптури кои се твои оригинално. И тоа е поентата на уметноста. Што повеќе работите, што повеќе творите, ќе дојдете до подобар резултат. Никогаш не постои изреката дека идеите, инспирацијата паѓа од небото. Конкретно со моите скулптури, најтежок дел ми беше идејата, инспирацијата, како да осмислам скулптурата, како да осмислам композицијата. Да, на почеток имав некој концепт, меѓутоа во текот на градењето на скулптурата доаѓаше до одредени случајни моменти која ми дадоа нова димензија на скулптурата. Што значи тоа? Вие треба да бидете припремени рационално, со добро знаење, со добра идеја. Меѓутоа, самиот ваш дух, тоа што го носите во себе, ќе ви даде некој друг резултат. Сушност тоа е уметноста да има симбиоза на рационалното, ликовната едукација, меѓутоа и на инстинктивното и тоа што го носите во себе. Од разговорот со мојот денешен гостин Синиша Новески заклучивме дека семејството како една примарна група во конституција на заедницата и општеството има круцијална улога во градење на личностниот идентитет, меѓутоа и во идентитетот на еден брачен пар кој се одлучува да заснова семејство. Семејството секако е исполнето со многу љубов, топлина и заедница, па затоа и сите скулптури во рамки на изложбата Фамилија Синиша Новески ги представува или како групен ентитет, или како поединечен, меѓутоа со цврсто асоцирање на она што фамилијата го остава врз нашиот поединечен идентитет или идентитет на нашиот род како мажи и како жени. Каква символика има женската скулптура и машкиот принцип во скулптурата на Синиша Новески, исто така откривме во нашиот денешен разговор. А вас, драги гледачи, доколку овој разговор ви беше инспиративен, ве повикувам да ја посетите самостојната изложба на скулптури на Синиша Новески во Културно-информативниот центар. Ви закажувам повторна средба веќе следната сабота со нови теми и нови гости. Се гледаме!